жртви. Голема е бројката на жртвите кои се пријавуваат, но уште поголема е на тие кои се плашат да прозборат. Сексуалното насилство врз децата се зголемува и наспроти новите построги санкции за насилниците. Детската амбасада Меѓаши објави застрашувачки податоци за малтретирање малолетници. Надлежните наместо да интервенираат, ја игнорираат детската болка. Само за една година се пријавени 380 случаи со прекршување на детските права. Половината се за сексуално насилство. Не изостануваат делата во кои жртвите се под 14 години. Иако е огромна бројката на пријавени, сепак неофицијално има уште стотици деца кои се под психички и физички притисок, но не пријавуваат, затоа што не знаат како или затоа што се плашат. Децата молчат, тие многу ретко го пријавуваат насилството, најчесто затоа што се плашат. Оние кои што се јавуваат, како што кажав, се возрастни и не директно жртвите, туку сведоци загрижени за ситуацијата во која што се наоѓаат децата. Експертите за детска психологија утврдиле дека отсуството на нормална комуникација во семејството придонесува до насилство, како и незаинтересираноста на родителите на кои кариерата им предничи во однос на децата. Кога нема здрава семејна атмосфера, девојчињата завршуваат со постари љубовници кои ги тепаат и уште пострашно ги примораат на проституција, а момчињата завршуваат во наркокругови каде многу пати сметките се решаваат со ќотек. Ова го надополнува и незагрижеността на надлежните. Да функционира во најдобриот интерес на децата, а сме сведоци дека тоа во последно време, годините наназад, и ова многу слабо функционира. СОС телефонот на Меѓаши е првиот потек да се пријави насилството врз децата, но кога детето ќе утврди дека нема ефект, се откажува повторно да се јави. Со оглед на статистиката, излегува дека залудни се високите казни во законот, кога отсуствуваат центри за третман на децата жртви.